Добре дојде на мојот подкаст Зборувај македонски. Ако ова е првата епизода која ја слушаш, многу се радувам и сакам да те поздравам и да те охрабрам да зборуваш македонски. Во оваа епизода повеќе ќе зборувам за тоа кои работи се оние кои најчесто ги мачат почетните говорници на македонскиот јазик, односно со што најмногу се мачат кога се на почеток. Некој македонскиот јазик го учи како втори или како трет јазик во својот живот, па затоа има некои работи кои на почетокот ги сака да ги оствари. Па така некој не знае воопшто кирилица, па почнува да учи кириличното писмо да го учи, односно буквите, да учи како се тие пишуваат или читаат. Особено проблем кој го забележувам, да кажем, или предизвик кој го забележувам кај почетните говорници на македонскиот јазик е тоа што тешко го изговараат д-то, односно буквата З, бидејќи таа не се користи често во некои други јазици и тука најдуваат на потешкоти. Исто така, на гласовите кои се специфични за сите словенски јазици, како њ, ѓ, ќ, тоа се гласови кои што зборувачи на латинската група на јазици не ги користат или многу ретко. Например, во италијанскиот јазик има њ и љ и на нив им е полесно, меѓутоа ако зборуваме за некој кој зборува француски или пак некој од германската група на јазици, тука наидуваат на потешкоти. Но тука не сме да зборуваме зошто ни е тешко да зборуваме на македонски, туку како да го олесниме зборувањето, а зборувањето да ти биде лесно. Во продолжение ќе поделам неколку мои совети кои мислам дека не се однесуваат само на почетните зборувачи на македонскиот јазик, туку може да се применат и за напредните говорници. А тоа е да кога ќе одлучиш дека сакаш да усовршуваш некој јазик, моја некоја идеја совет е да не почнуваш премногу амбициозно, односно не да кажам да си поставуваш нереални цели, туку цели кои навистина ќе можат да те одржат во животот, односно во зависност од тоа во колку активности имаш во текот на денот, или задачи или обврски, да си направиш план, свој личен план, кој ќе може да ти дозволи и во наредните 6 месеци, 3 до 6 месеци на дневно ниво да можеш јазикот да го практицираш, да го зборуваш, односно да го вежбаш. За мој почеток некој е да првата недела одвоиш 10 минути. Да, може би звучи како малку, но сум сретнала луѓе кои што ни тие 10 минути не можат да ги одвојат. 10 до 20 минути на ден е сосема нешто што можеш уште денеска да го примениш и да ти даде резултати веќе после 7 дена. Бидејќи тоа сум го применила и од искуство можам да кажам дека кога сакам да воведам некоја нова активност во мојот живот, тоа го правам така што ќе одредам 20 минути во текот на денот и тоа го практицирам 30 дена без да мислам дали ќе можам, дали не можам. Значи, воопшто тој ден не донесувам одлука дали таа активност ќе ја извршам, туку ја извршувам. Веќе кога почнувам многу амбициозно и со по 3 часа дневно, тука тоа го правиме еден ден, 2 дена максимум, и веќе после 5-тиот ден немаме мотивација ниту 10 минути да одвоиме да го учиме тоа, а да не зборувам за 3 часа во денешниот свет со толку
обврски и активности, мислам дека тоа не е одржив начин на учење или усовршување на некој јазик. Оно што можем така да кажам е дека оно што сум го приметила кај почетните говорници на македонскиот јазик е тоа дека луѓето многу се мачат, да кажем, оптоваруваат за тоа како некој збор ќе изговорат, односно дали изговорот ќе биде добар, дали ќе биде точен акцентот. И мислам дека тоа е она што многу ги кочи говорниците на јазикот, особено на македонскиот јазик и воопшто без разлика дали се работи за почетни или напредни говорници, бидејќи тука истото тоа што го кажав, тука никој не е совршен, тоа прво го зборувам и го практицирам во животот. Колку побрзо разбереме дека не сме совршени, толку побрзо ќе напредуваме во животот, бидејќи барајќи и трагајќи по совршенството, само можеме себе си да се наштетиме и да се демотивираме многу, многу брзо. Па затоа велам дека да не се многу оптоваруваме со тоа кој збор како се изговара. Јас, например, зборувам и други 5 различни јазика и правам грешки на дневно ниво и не се оптоварувам толку многу ако погрешам еден збор или некој збор, туку ќе го запомнам тој збор и подоцна ќе погледам дали сум го точно изговорила, зошто акцентот не ми е добар или некој глас ми фали. Затоа ти велам и тебе, без разлика дали си почетни говорник на македонскиот јазик или напреден, не оптоварувај се многу со изговорот уште на почеток, туку тоа ќе си легне на време. Да, што ќе ти помогне подобро да зборуваш е самото зборување на македонскиот јазик. Значи, колку повеќе зборуваш, толку повеќе ќе можеш да напредуваш. И знам дека можеби немаш со кого да зборуваш секој ден, туку слушањето на подкасти помага. Но ако немаш со кого да зборуваш, мој совет е да пишуваш дневник. Колку време ќе одвоиш, дали исто тоа ќе биде 10 минути или 20 во текот на денот. И можеш да пишуваш што ќе се сетиш, што ти се случило тој ден. А доколку немаш нешто да пишуваш, например, напиши тоа што ако гледаш некој филм, ако слушаш некоја аудио книга или пак ако слушаш некој од моите подкасти во кратки црти, од 5 до 10 реченици, тоа ти е една страна од А5 тетрадка, напиши си 10 реченици, верувај ми, после 7 дена веќе ќе видиш колку подобро ти одат мислите, колку подобро ги изговараш зборовите или колку побрзо ги совладуваш тие пречки кои мислиш дека постојат кај тебе. Тоа е мојата, тоа се некои совети кои овде ги имам запишано за почетни говорници на македонскиот јазик. Ова епизода ми е инспирација за зборувачката работилница која ја организирав за почетните говорници и што дознав што најмногу ги мачи истите. Те поканувам уште други мои епизоди да слушаш и се слушаме во некоја друга прилика.